Од вице-премиер кој со месеци не доаѓаше на работа до специјален представник на државата во Европската унија. Арбен Фетај, кој во владата до 1 јуни беше вице-премиер за добро владење, откаде самиот си поднесе оставка објавувајќи ја на Facebook откако се дозна дека тој неколку месеци не се појавувал на работа, додека споделуваше фотографии од Тајланд, вчера исто така на Facebook обелодени дека од владата е назначен за специјален представник во Европската унија. По долга кариера во Брисел и со искуството стекнато во владата на РС Македонија, каде што ја покажав мојата посветеност на европската перспектива на земјата, застанувам на оваа позиција со целосно убедување дека иднината на Северна Македонија е во Европската унија. Фетај со новата функција всушност се враќа во Брисел, каде и живееше пред да седне во вице-премиерската фотелја на предлог на Вреди. На испраќањето на Фетај во Европската унија како специјален представник реагираше поранешниот вице-премиер за европски прашања и министер за надворешни работи Бујар Османи. Тој го проблематизира мандатот на Фетај, прашувајќи која задача ќе извршува Фетај во Брисел, а која не може да ја завршат амбасадорот, постојаната мисија во Европската унија и 2 министерства за надворешни работи и за европски прашања. Создавањето паралелен политички канал во Брисел ја обезвреднува државната мисија, го подкопува авторитетот на амбасадорот и создава нејаснотии околу тоа кој ја представува државата пред институциите на Европската унија. Од владата пак за Телма информираа дека назначувањето на Фетај е со цел државата да има лице кој ќе работи на конкретни стратешки приоритети и ќе придонеса за поефикасно остварување на националните интереси. Неговите обврски ќе опфаќаат представување на државата и заштита на нејзините интереси во меѓународната комуникација, давање предлози и препораки до надлежните институции, промоција на резултатите од реформските процеси, идентификување на политички и дипломатски предизвици, зајакнување на позицијата и видливоста на државата во Брисел, остварување редовни средби со клучни носители на одлуки, дипломатско застапување на политиката на проширување и иницирање посети на високи представници на Европската унија во Скопје. Оттаму наведуваат и дека Фетај активно работел на отворање на можности за обезбедување финансиски средства и продлабочување на соработката со европските институции, но и тој говорел 3 странски јазици, зашто вела дека е предно за извршување на обврските. На назначувањето на Фетај реакција стигне од партијата Левица, од каде го обвинија премиерот Христијан Мицкоски дека коленичи пред Вреди, бидејќи Фетај наместо да сноси одговорност што со месеци не се појавал на работа, тој е награден со дипломатски статус и нова државна титула. Од Либерално-демократската партија пак испраќањето на Фетај во Брисел го оценуваат како срамно и скандалозно и шлаканица и плукање в лице на граѓаните, со став дека владата нема срам кога станува збор за трошење на народни пари и поделба на лукративни или измислени фотели.